Книгата Старецот и короната како мотивација е поврзана со Старецот и морето од Ернест Хемингвеј. Но оваа книга ниту како хемингвејски стил, ниту како хемингвејски диалог, што е познат и признат во светот, не е поврзана со мојот начин на раскажување во овој роман. Јас зборувам во овој роман за спротивставености во природата, како што е во Старецот и морето, на Старецот со морето и со рибите и рибниот свет. А во овој роман се зборува за спротивставеноста, да сега да зборуваме за Старецот и микроорганизмите со коронавирусот. Значи, романот Старецот и короната е поврзан со нашиот живот. Во овој роман се користи феноменот книжевен да се допре до стварноста, до вистинскиот живот. И верувам дека на некој начин, и според мене, допрев до стварноста, до овој тежок момент, на овие трагични 2 години кога се мачевме со коронавирусот и од стравот, и кога не успеавме да веруваме дека има надеж и кога и нема надеж, многу мина посина, но остана борбата за живот на човечкиот род. Ова е само една од многуте напади што може да го доживее човечкиот род во светот. Може други болести, но мора човечкиот род да се подигне на едно универзално ниво, да се избори за свој живот во овој технифициран свет во кој човекот и техниката може да се изборат за свој пристоен човечки живот според сите морални и етички норми на животот. Така да споменеме дека овој роман го напишавте врз основа на вашето лично искуство со короната, така? И исто како и другите, што имаа несреќа да се заболат, и ја се изборив, го пронајдов тој начин на преживување од оваа болест, и ја имам исто така своји размислувања, своји толкувања за тоа што беше се во таа борба со животот и смртта. Зашто смртта постојано лебди, како што се зборува, меѓу раѓањето и смртта, секогаш има нешто помеѓу. Тоа помеѓу треба да се избори за нов живот.